Доктор Стефанов е од село Воиславци, недалеку од Радовиш. Сказната е за него, за неговата животна судбина. Тој е релативно млад, па сепак неговата психа е исполнета со доживување и мисли кои не стивнуваат. Меѓу четирите зида често ги упатува мислите на своето минато и со нив не може да се помири. Како секој се присетува на детските години на село, на свадбите и на подседланите коњи, но најчесто другува со мислите од студентските денови во Скопје, исполнети со ретки спомени. При тоа го опсенува споменот, најдрагиот спомен од целото школување за промоцијата, кога од рацете на професорот доктор Чакмаков ја прими дипломата за завршен медицински факултет. Што се однесува до студирањето, почнав да студирам 54 година и студијата ги заврши за 5,5 година, значи 60 година, јуни месец. Гледав што поскоро да завршам, пошто немав толку материјални возможности. Дома родителите нема вака толку парични средства да ме издржаваат, нели? Примав стипендија и со помош на таа стипендија гледав у одредено време да завршам, за да не останам на терет на родителите, нели? Често си помислува и на поминатите месеци во армијата, меѓу колеги лекари, очекувајќи го сепак нестрпливо денот која ќе стапи на работа, денот исполнет со светлина и среќа. Но попусто, бидејќи оболе и не наслутувајќи дека полни 9 години ќе помине во болници. Но и покрај тоа обете нодзе останаа за секогаш мртви. Исчезна од неговото лице ведрината, ја обви превезот на очајаност. Закуван во креветот повеќе години бараше и најде смисла на своето живење и покрај проблемите што искрсна неочекувано околу запослувањето, кои останаа неразрешиви. Изволите, как се добре. Hvala. Sve se napijeme zajedno. Ova je majka mi, ona mi nasabala prigotova kafe, veka se napijemo zajedno, ne uvijek. Posle počiste sobota, veka donese jedene i taka što treba da sve te potrebne rabate, ona gi zavraća nešto okolo mene i posle tera svojeta rabata, ne. Taka, seko dene skoro, taka je to. A obavezno se nasabala se napijeme kafe, neće da možda se osvećemo za rabata. Doručak остаса, не? Готов е. Готово е. Да съм пил кафе и студени си. Добре. На здраве. На здраве да имаш. Мамо, дай малко вода и малко навадам цвекињата и да не се изсушат. Значи, чашката, навади цвекенцата. Тори водичка Да се изсушат, и се сушат. Мора да се негуваат секој ден цвекињата Тури, да бидат да. добро. Добро, фала. Е, така некој пат ги потреба се вадат, па се чистат малко да не се собере у нив ти старите листи, неće да може да расте добро, не?
И се надевав дека по завршувањето на студиите да почнам да работам како и сите колеги, нели? Имав големи амбиции да да служам на народа и вака да помага на болесниците, нели? Но немав среќа во тоа, бидејќи после завршувањето на студија отидов на стаж 3 месеца и после стажа отидов во војска, а во војската ми се деси несреќа со болеста, още таму се разболев и кога се дојдов дома веќе 61 година, не бев вака се осеќав доста вака изнемогал од болеста и бев принуден после 27 дена работење у Радовиш во амбуланта да идам во болница на лечење. И така од 61 година после долго време се наоѓав во болница. Значи, моите сите тие планови се пропадна вака како што мислев, значи да работам на Исус кој здравствени лекар. И после кога се дојдов од болница 68 година, немав вака возможност, значи друго да работам, освен да почнам да се занимавам со мојата професија, нели? Јас за тоа време траѓав, значи, тука од лекарите од амбуланта да запослам преку нив да работам. Они не најдов на разбирање со нив. Они кажа дека не можам да работам таму и тоа ми дозволя да работам со нив. Но после известно време они почнаа да се бунат за тоа, викат дека немам јас право да работам дома, пошто тоа е законски недозволено. И јас сум свесен за тоа дека не е дозволено законски да работам, но што би могол друго да работам кога дома цел ден треба да седам, значи вака во 4 зида, да се осеќа како еден врста затвореник или осуđеник на затворене. А во тоа човек го доста психички оптеретува, значи треба да размислува цел ден и едноставно може да дојде до психички пореметување, нели? Човек би едноставно дошол до лудило, не? Пошто немаш вака никаква разнода, значи како останалиот свет, значи да дојдеш да се и надвор на чист воздух и на прошетка, не? И затоа сум природен, значи да работам, тоа ми е на мене единствено занимање. Единствено вака и разнода. Со моите пациенти вака и разговарам, вака и тоа ми е на мене, пошто се осеќам јас, значи болен, не? Повеќе може ми се разбираме како пациенти, болесници еден со друг, неголи вака другите лекари што разбират болесниците. Пошто вака веќе 4 години се наоѓам дома, од страна овие моите колеги од амбуланта, јас стално незгоди, они дават некои тужби против мене, вака пријави, не, со цел да ме забранат да работам. Затоа не знам како да се реши овој мојот проблем, нели? Можам јас единствен случај во Југославија вака со мојата болест, што не сум состојба да работам, значи ја би имал желание да работам како другите лекари во амбуланта, да може досега би завршил специализација и се тоа, не. Само вака несреќа со болеста ме задеси и морам, значи да бидам дома, да бидам поврзан со затворен вака меѓу 4 зида, нели? И без никакви други вака возможност на разнода, на друг вака подобар живот, нели? Доктор Стефанов секојдневно е во контакт со луѓето. Ординира, а болните што доаѓаат кај него, независно дали се осигуреници, ги плаќаат лековите што им ги препишува. Млад е и полн со енергија, но исто така свесен за својата состојба, па се помирил со неа. Најрадосен е кога е во допир со пациентите и со книгите кои постојано го придружуваат во неговата осаменост и постојано ќе го придружуваат, бидејќи за нив живее, за науката од која не може да се оддели и покрај проблемите што го следат. Кој ќе видиме сега, дај малко границите. Така. Имаш ти големи крајници, овде ти не се правите. Од нив ти го заславува црсто, знаеш? Крајниците. Те боли тука сигурно си да боли? Не боли, доктор.
Тихо, притискам. Ти тече носа, кръв не тече, не? Не. Какво ще те боли това? А? Обрете ме въртан ме, няма да... А няма да тече някой. Тук те боли, а? Така притиски боли. Другото ще? А това па ме боли, той па тече на ми. А не тече, бе. Не тече, кой ти го чешаме. Тук те боли, не? И те яде, тук те боли. Ме върта Имаш това. да направи нужда от 30 това ти, значи. 30 забавя и onda... Ай синус те боли за главата, боли, не? Ме боли да аз Ти пак да отгореш най-вака на България, пак да гледат на кръв, ще изгорим масоли. То синус трябва да се леча, да се изчисти, да не ти боля главата. Синус, от крайниците и ушите се това повреда, но от крайниците и сръста малко слабела, не? Преди няколко години от страна на службата, общество служба в Радовиш, значи имав пречки, нали, в смисъл на това, що они донесоа решение на неколко пъти да ми забранят да работам, знаеш. И аз дойде куриот, значи донесе това решение, я викам, не може да приемам това решение, на каква основа може да ми забранят да работя и по какъв закон раби. И пошто знам, значи, да во закону, мислам сам, не знам, не се сеќавам кој член, не, постои да лекар кој работи, мислам, пошто кај нас се забранена приватна лекарска пракса, не, да лекар кој работи приватно може да се казне до 500.000 стари динари. Значи. А во случај, ако дојде пациент, а он не му пружи помош, не, ако тој пациент го даде на суд, не, дека не му значи, извршен преглед и така, он може да биде казнет до 5 години затвор. Значи. И сега, јас и воколку би дошло до таков случај, значи, до таков случај, значи, да бидам јас казнат, значи, ја би поарно би платил казна, него ли да вратам пациент, значи, да он после му се деси неко несреќа и да он да ме тужи, и ја да одговарам, значи, за тоа, мислам, со затвор, не? И за тоа мислам, значи, јас не постои некое ограничување, пошто јас сум еден специфичен случај, мислам, у Македонија, може и Југославија, не? Ако јас тражам, значи, да работам, за да може да ми полесно проваѓа времето, плюс това, јас како болесник, значи, и ако знам, значи, постои некоја, мислам, некоја максима, да вика несреќен човек, и вика се осеќа, мислам, среќен, ако другите ги направи, значи, може да помогне и ги направи среќни, разбираш. Пошто јас самиот, значи, да сега, значи, не може да бидам среќен, не сум здрав, не сум да може да живееме нормално живе како другите луѓе. Единствено немаја задоволство и сатисфакција ми представува, значи, да кога видам пациент дојде кај мене поново на преглед, да он ми каже дека се осеќа добро, дека се или се оправи и оздраве, значи, мене ми представува најголемо задоволство да тоа чуам од страна на пациента, разбираш. Добар ден, што правиш, Катеринка? Кој е Горанче, а? Горанче, оди тука? Што правите, а? Дека бевте, надвор ли бевте, а? Има ли снег доста, ладно ли, а? Ладно. А ти Горанче, што правиш, а? Си играш ли со додите? А? А се играш? А? Сега, што сакате чичко да даде, а? Сакате бомбонче, да? А ти што сакаш, Горанче? Сакаш чоколадче или бомбон, а? Каде, а? А? Добро. На тук, чекай, да. Вземи си бомбонче. Вземи Катеринче. Да, нещо. Ovo je sad na brati mi deca, ne? To je Katarinka i Goranč, oni često pade dovajat kaj meni, to kaj na Boga. Nema nadvor, ladno se vreme, ti toga dođe, koja nema logina, će poprikažu, one poseda to kaj si poigrat, ne? I posle si zamirat nadvor, će neko pat si igrat, neko pat igrat doma, ne? Tako važno je što neko pat koga nema, znači, neka razonova druga, znači, koga nema pacijent i mi pomenuli su djecata, znači, ja drugi brati dva djeca isto tako, neko pat na sestre možete бъдат деца пак, децата, значи и они две, значи така пак са ми поминало време, така няма някой посла работа с пациенти, не? Здрасти. Сега, що има, как те видиш ти? Па докторе, јас
Од секогаш имам тешкотии. Добро, ти не порно беше кај мене и примаше лекови ти нешто. Попримаах лекови, кои лекови стварно ми помогна. Многу пати сте ми помагале. Сега имаше глава А и боли, сега? порно имаше, не? Не. Од тие лекарства што ми вие препишавте на рецепта, исто јас ги взема од употребих Гевгелија, не сите. само ги взема од лековите, не? Од Гевгелија и сите ги употребих. И Се стомо не треба. мислам дека потполно сум евтен, но сепак уште малку треба од тие лекови да ми се даде. Ќе видиме се, ќе видим како е што треба. И Киселини има ли нешто? Нема. Нема киселини. А го сликаше на рентген, беше на рентген. Го снимах и најде на Чир кажа, Чир. на 12 палец треба, не? Па иде тука негде кај Теснаш. А, тоа сигурно 12 палец треба. После примаше некои лекови. Прима нешто. Те шампоните, не? Да. Или друго нешто, има ли помош нешто? Ништо не осетувате нешто. Повраќање нема, само Нема. болки. Кога има на глави ме повеќе болки, не? На околу 12 после. Ноќта кога спи. Тоа е на 12 палец, значи треба чир, значи кога те паѓа повеќе пролета, зимата, кога те паѓа или есента. Највеќе те болки. Есента повише. Единствено, значи друга, јас не можам да работам друга професија. Мојата професија, значи сум завршил за лекар, не сум јас на лекар, разбираш. И така морам, значи да инвестирам, значи као на некој начин да може да се одржава мојот живот. И работата ме одржава, разбираш. Ако не работам, јас нема, значи ќе се досадувам и може ќе ако ќе оболем психички. А мислам постои у законот, значи вака луѓе што се хебирани у поглед значи, на било физички или психички, да постои значи, закон да може да се онеспособа за некоја работа. Не. Кај нас тај проблем може не е решен како треба. Постоја доста така млади луѓе кои не се способни да леѓат по болници, по тие болници не постојат, значи би требало да се отворат некои вака специализирани вака болници, како например тоа е добро што се сега створи Охрид, значи тај завод за рехабилитација на параплегичари, на непокретни луѓе, значи. И таму би они може да се лечат полго време, само после лечењето они што би дека би ишле и што би работи, нема кој да ги прифати, значи. А најдобро би било за нив кога би се усклопена таа болница, како мислам што постои у Удбина, у Хрватска, таму усклопена тај завод за рехабилитација, постои значи тај и фабрика значи за работа значи на тие луѓе, значи да може да привредува, да не се сметат изолирани од друштвото и како една врста паразити на друштвото, бидејќи оној човек кој работи, он нема време да мисли вака на други работи и он се осеќа подобро, значи психички и сама држава би имала корист од нив, а и они би значи биле корисни член на друштвото, не. Добро ден. Добар ден. Брате, што преш? Добро. Работам нешто, одмарам, ти беше на работа? Денес имам најмалку часови, 3 часа имав, па доаѓајќи нааму го сретнав кумо и праша за тебе, како си? Те поздрави. Кој кум? Од Подареш. Стариот кум. Старите, не сум бил одавна, не сум. Да. Вика, Ќе дојде тука. имам намер, вика, да наминам сега. Завршил со полските работи, со домашните работи, по стоката се грижал, вика. Поздрави го текота неделя. Добро, значи он кој ќе може, не сум си одавна да се видиме, Да. да видим како е. Да видиме сега. Кој е подобар? Одавна не да видиме. Подобар е сега, да денес. Ти тренираше? Имам можност во школа почесто. Не Да се паузи. зборува за мајка, не сум го заборал, знаеш.
При сето тоа лечење во Југославија, нели, не може баш од ниеден лекар вака скоро да добиам вака некоја убедување дека мојата положба ќе се поправи скоро. Јас не губев надеж во моето вака излекување, нели, и вака во подобрување на мојата состојба. Јас, значи, стварно, у почетокот бев многу потежок болесник и бев вака толку разочаран што уопште бев изгубил надеж на живот. Значи, кога бев у почетокот, значи, после операцијата у Скопје, бев се толку разочаран, значи, уопште не ми се живееш. Кога гледам, значи, моите другари вака и пријатели вака нормално живеат, нели, тоа беше многу беше се створила вака јака депресија кај мене и уопште не сакав, нели, нема вака никаква желба да живеам. Но со времето гледав вака постепено, некои тие мои тешкоти почна да се изгубуваат и после, значи, да се помирив едноставно у почетокот со мојата судбина и почна, значи, да се занимавам и со читање, нели, у болниците на литература, да пратам медицината, вака читам за доста случаи као мене што се биле, нели, и таки, значи, сум видел доста и потешки случаи од мене, кои што не се губили вака волја за живот. И затоа јас видов дека нема вака смисла човек да се потпуно разочара, да се предаде на судбината, дека нема да биде ништо од него. Затоа јас почнав, значи, да имам, да стварам надеж, значи, за еден ден дека ќе биде се подобро. И почнав, значи, да се занимавам и со повеќе на пратење на медицината, нели? И мислев си вака правев планove еден ден ќе се дојдам дома, пак ќе почнам да живеам, нели, како родител и ќе почнам да работам и тоа, не. Често пати вака и при работењето, нели, доаѓаат пациенти кои што се изгубили потпуно волја на живот и надеж, нели. И макар да се изгубени случаи, ние нашите правило медицината, нели, вака, кај лекарите да му даде на секој болесник надеж на живот, нели. Кога гледам, значи, дека вака луѓе што се потпуно биле изгубили надеж за живот или и доста тешки болесници се спасуваат, зашто викам јас да не покушам и тоа, нели, да дека кај мене ќе биде подобро. И затоа сега со ова лечење, значи, кога преземам поново лечење со зрачењето туморот, видов дека он може да се, мислам, уништи со тоа лечење, не? И еден ден може ќе се очекувам, значи, на некој подобрување кај мене, може да човек не треба, значи, затоа не треба да губи надеж, не? Вака треба да постои јака волја и за живот, нели, за да може да се бори против тие си тешкоти на човек. Ние нарешто ние лекарите, не, пошто ние треба, значи, даваме и совети на другите, а ние посебно треба да бидеме тие што ќе бидеме со јака волја за живот и вака што справо самите на себе треба да бидеме убедени у тоа дека треба да се живее, нели? А после на другите треба, значи, да ги убедуваме и да ја даваме волја, значи, и надеж дека не е се изгубено, дека еден ден може да се поправи состојбата и дека човек ќе пак ќе биде, нели, здрав, нели, и добар како што е бил порано. Сега, здравствена состојба кај мене за овие 10 години, мислам, од последен пат кога се видовме со вас, е нешто, мислам, има некои промени во поглед на тоа што, мислам, се физички подобро осеќам, а и психички сум повеќе смирен. Тоа се мислам, должи на тоа што
Во ова време, значи, за овие 10 години, јас одам веќе на повеќе година бања. Горна Трепча, значи, у Србија. И бањата мислам доста ми користи, плюс това и јас самиот, значи, употребував доста лекарства, значи, што мисле дека се подобри било туку од нашите држави или од странство. И се надевам дека мојот тумор е прилично очистен, и затоа, како последица, мислам, на това, се појавуваат некои промени у самиот живчен систем кај мене. Се јавуваат вака болки по нозите, и кичмата, парестези, сега тие трпкавици и така, значи, се надевам, значи, тоа ипак е знак дека нешто постои на некоја регенерација или уживување на живчениот систем кај мене. И тоа ми влева надеж дека еден ден, значи, ќе биде подобро, ќе се поправи до некаде, мислам, мојата состојба, и затоа не губам надеж, значи, дека еден ден нема да биде подобро со мене и дека, мислам, дојде до оздравување, значи.